Се наоѓаме по течението на реката Кумановка, каде се превземат сите активности во насока на спречување на најавеното време и неприлики кои се најавени од страна на Хидрометеоролошкиот завод. Можам да кажам дека општината превзема си ги презеде сите активности во однос на заклучоците кои беа донесени од општинскиот кризен штаб и са општината издвои некаде околу 1 милион денара само за подпишување на договори со фирми каде што ќе бидат кои се ангажирани веќе по теченијата на реката Кумановка, Чиња, Крива река. Инаку подетелно за критичните точки и каде на кои места се интервенира, ќе ви даде тоа образложение задолженото лице од општината Момчило Јовановски и во насока на надминување на најавените невременски неприлики, општината презеди активности во правење на насипи, она што значи вештачки насипи, потоа полнење на џакови. Можам да кажам дека сите и јавните предпријатија на општината се ангажирани, дека со сопствени сили тоа го реализираме во координација со Дирекција за заштита и спасување, како и со кризниот штаб. Во однос на помошта што ја имаме од страна на Дирекцијата за заштита и спасување со една машина, а општината има ангажирано некаде околу 4 машини во моментот, а во преговори сме со ангажирање уште на 2 машини. Инаку имам исто така помош преку Дирекција за заштита и спасување од ресурси, што значи ангажирање на лица од армијата, некаде околу 20 лица од армијата се ангажирани во полнење на џакови со песок. Што се однесува до она што сме и претходно бевме приготвени, така да општината има набавено пумпи доколку дојде до поплавување на одредени објекти, но сепак, иако се најавени, се надеваме да не дојде до такви поплави и до такви неприлики во градот. Од централните институции, дали ќе добиете некаква финансиска помош, побаравте ли? Ние согласно заклучокот од кризниот штаб побаравме 12.000 литра од Министерството за животна средина и се уште немаме одговор на тоа и веќе напоменав дека само една машина ни е дадена преку Дирекција за заштита и спасување. Добар ден. Од страна на општина Куманово, како што рече секретарот на општината Куманово, во средина ќе донесено заклучоци. Во четврток, беше вчера, се презедува активности кои беа договорени на состанокот и почнавме со работа, со еден багер работевме на река Липковка, тоа е една потега од кај шумско стопанство до патот за село Режановце. Втората машина булдозер испратена во село Довезенце, каде што е турнат мостот, што беше граден од страна на местното население и представува препрека и излевање на Крива река. Таму се работи со булдозер. Денеска е заменат утоварач и 2 камиони за да се прават насипи. Како што рече секретарот, исто така на Којнарка има ангажирано багер окопач. Тој работи узводно од мостот до Небожинов, узводно на реката и сега е дојдено до поранешен монотутовски комбинат, склад и се работи узводно, се зависи од временските услови, дали ќе има испуштање, ќе има доторна вода или ќе нема. И што исто така, вчера е замината машина ровокопач да се превземат превентивни мерки колку се може. Знаеме дека река Пчиња е огромна. Се работи кај меморијалниот центар Пелинце и Јасно. Значи тоа без разлика што се наоѓа во друга општина, објектот е на општина Куманово и се преземат мерки тој дел да се заштити. Значи вчера работиме, денеска ќе работиме исто така со камиони и утовар, значи почистуваме реката, ја продолжуваме, земаме песок од речното корито и правиме насипи. И се надеваме дека ќе се спречат огромните штети што можеби
ќе настане и што беа настанати до сега. Така да подпишеме општински кризен штаб што ви мислите? Не знам, јас сум помошник руководител на сектор за урбанизам, а Деко задолжено лице. Од страна на општината која е во координација со лицата од Дирекција за заштита и спасување и од кризниот штаб. Значи сума сумарум ви сте ги сви критични тачки. Па Значи, интервенирале, 90%, да, 90%.